Почитуван председателе, почитувани колеги пратеници, почитувани медиуми, почитувана македонска јавност и почитувани гости, денес зборуваме за предлог на одлука за одобрување на годишната програма за работа и развој на Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор за 2022 година. Од доставениот материјал може да се забележи дека годишната програма за 2022 година речи си е исто препишана копи-пейст од програмите во минатите години, што значи се доставува како формалност до Собранието на Република Македонија со цел да се запазат законските обврски на агенцијата. Што се однесува до содржината на програмата за работа и развој на Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор за 2022 година, може да се каже дека се работи за предимензионирана, неоправдана програма која не одговара на капацитетите кои ги има Агенцијата. Лошиот квалитет на железничките услуги кои ги дава единствениот железнички оператор Македонски железници Транспорт АД е резултат на непостоење квалитетно регулаторно тело кое ќе врши постојан надзор и контрола на услугите кои ги дава железничкиот оператор. Во случајов таа одговорност е токму кај Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор. Агенцијата треба да се грижи за подобрување на квалитетот на железничкиот сообраќај, а можеме да видиме дека тој моментално е на најниско ниво. Железниците во Македонија ги живеат најлошите години од своето постоење. Патниците реагираат за непочитување на возниот ред на возовите, возовите доцнат или се откажуваат линии без претходна најава, нема доволна покриеност со железнички линии, граѓаните од Источна Македонија се спречени да ги користат железничките услуги, хигиената во возовите е на катастрофално ниво, до пред еден месец една хигиеничарка одеше од Прилеп да чисти во Битола во железничката станица еднаш неделно. Единствените два автомати за продажба на билети на железничката станица во Скопје не работат, а на останатите железнички станици низ државата воопшто и нема автомати за продажба на билети. Железничката инфраструктура е во катастрофална состојба, имаме често исклизнување на возови, не се почитуваат правата на патниците во случај на откажани возови, комитентите во товарниот сообраќај реагираат на ненајавено често блокирање на железничкиот сообраќај поради штрајкови на вработените затоа што едвај им се исплаќа плата. Агенцијата со незиното работење во изминативе години со ништо нема допринесено за подобрување на овие ситуации во железничкиот сообраќај. Од друга страна, гледаме дека Агенцијата планира да потроши 21.407.000 денари, што е за 3% повеќе од планираните расходи во 2021. Планирани се финансиски расходи од типот на службени патувања, патни трошоци за тројцата вработени во износ од 1.100.000 денари во услови на корона пандемија. Планирани се пари за средства, опрема и мебел, и тоа 4.950.000 денари, од кои 1.200.000 за набавка на автомобил. Исто така од програмата можеме да забележиме дека финансиските расходи за плати на тројцата вработени, сега не знам колку се екстремно високи и неоправдани. Сметаме дека планираните финансиски средства се предимензионирани и неоправдани и дека Агенцијата во изминативе неколку години покрај тие средства не успеала да ги исполни своите годишни програми и од тие причини нема да ја прифатиме оваа програма на Агенцијата за 2022 година. Јас ќе се вратам пред да дојдите на власт, како критиковавте за во каква состојба се наоѓаат железницата во нашата држава,
дека бројот на патници е намален за 50%, превозот за стока за повеќе од 50%, а сега од извештајот можеме и од планот да видиме дека уште повеќе е намален бројот на патници и бројот на превоз на стока, а ова било како резултат на упропастена инфраструктура и немање превозни средства. Новата влада, да ве потсетам, ветувавте дека ќе ги насочите своите ресурси за подобрување на состојбата во овој многу важен сектор со инвестиции и модернизација во железничката инфраструктура. После 5 години сведоци сме дека ништо не е направено во однос на железницата и ќе ставаме, но ќе направите брза пруга Табановце-Гевгелија, ќе направите соларни железнички станици, ќе направите приградски патнички сообраќај што ќе се состои од 4 краци во и околу Скопје, ќе изградите основни проекти и други потребни технички документи за изградба и надзор на нова пруга на железнички краци до индустриските зони, како што е Бунарджик, Штип до индустријската зона, од Тетово до индустријската зона, Крак до Битола индустријската зона, довршување на реконструкцијата од Куманово до Белјаковац, Битола Кременица, замислете, е направена, не е пуштена во употреба, а камоли Крак до индустријската зона да проработи, ќе направите реконструкција на пругата Велес-Битола, ќе направите електрифиција на пругата Скопје-Север, Скопје-Волково-Блаце до Република Косово, ќе го обновите возниот парк, ќе набавка на нови влечени средства, ќе продолжување на реконструкција на пругата Коридор 10, ќе довршување на припремата на основен проект и друга потребна техничка документација за изградба на нова пруга од Кичево до Лин, Република Албанија и така натаму многу ветувања влада на СДСМ и ДУИ со ќе пред владата, ама за кризни состојби сте експерти и ви нема равен. Ви благодарам. Фалемдери.